Во Владичин хан, град со 20.000 жители на југот на Србија, една турска фирма за резервни делови е поздравена како спасител. Незината нова фабрика создаде стотици работни места и внесе нов живот во регионот, кој долго време беше недоволно развиен и уништен во војните во 90-тите години. Но со драматичниот пад на вредноста на турската валута, како резултат на загриженоста на инвеститорите и дипломатскиот спор со Соединетите држави, во Србија и остатокот од Западен Балкан се загрижени дека таквите инвестиции од Турција можат да пресушат. Трговијата меѓу Западен Балкан и Турција се зголеми од 430 милиони долари во 2002 година на 3 милиарди долари во 2016 година, при што речиси 1/3 само во Србија. Западноевропските лидери се загрижени дека турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган може преку инвестициите да добие поголемо влијание на Балканот. Земјите од Западен Балкан формално сакаат да влезат во Европската унија, но нивните апликации буквално беа запрени поради внатрешните проблеми во Европската унија, како Брекзитот, а тоа го изложи Балканот на дополнително економско и политичко влијание од Турција, Кина и Русија. Balkans is a strategic area for Turkish investors. They are looking at long-term investments in this region as well as in other regions in Europe. Според Медоевиќ, Турција го гледа Балканот, особено Србија и Хрватска, како порта за своите стоки кон Европската унија. Во Босна и Херцеговина турските инвестиции се поскромни, но турското политичко влијание се зголеми од војната во 90-тите години. Иако Турција не е главен инвеститор во Босна, Анкара лани вети 3 милиарди евра за финансирање автопат меѓу Сараево и Белград, а официјалните представници очекуваат овој проект да продолжи. Ja sam prije nekoliko dana imao razgovor sa ambasadorom Kočom, turskim ambasadorom u Bosni i Hercegovini i dobio sam veoma kratak odgovor da apsolutno nema nikakvih naznaka da ovaj projekt doveden pod znak pitanja. Тоа го велат и во фабриката за резервни делови во Владичин хан. Таа произведува главно гумени делови за системи за ладење и греење за клиенти како Volkswagen, Škoda, Audi или Porsche. Менаџерот на фабриката, Фикрет Анибал, наведува дека матичната компанија, Теклас Automotive, нема донесено никаква одлука да престане да инвестира во Србија и поширокиот регион, бидејќи инвестиционите планови се прават на 5 до 10 години. So right now there is no that kind of decision taken by the management. We are thinking to expand also in the Serbian region. At the same time, in the Bulgaria, we are searching the new locations also. Според Анибал, компанијата сега може да инвестира повеќе во странство, бидејќи во Турција владее криза.